Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Нјукастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Нјукастел, Австралија, Пеце Вртковски. Се одржува концерт овде во нашиот македонски културен центар Нјукастел и тоа во сабота на 1 ноември со почеток од 7 сатот вечерта. Од наша убава Македонија доаѓаат Имат, Немат музичкото шоу со Жанко, Сања, Туше и Василија Петрова. Жанко е најдобриот хуморист, Сања Зделав и Василија Петрова најпопуларните млади во последните години. Како и Благојче Стојановски Туше, сите го знаеме овде и во Македонија, е незаменлив, најдобар. Цената за овој неповторлив концерт е $50 по лице за возрастни, за деца до 12 години влезот е бесплатен. Деца од 13 до 18 години плаќаат половина карта. На овој концерт вечерта ќе настапи нашата игрорна група Стив Наумов. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 7073. Сите сте добро дојдени. Како што знаеме, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек во вторник, јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 11 7602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49 684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела на 26 октомври.
А сега да проследиме нешто за празникот 11 октомври. Востание на македонскиот народ, познат и само како 11 октомври, државен празник што се празнува на 11 октомври во Македонија. Востанието е против фашизмот и со тоа започнува борбата за ослободување на македонскиот народ. Тоа е важен мегник во борбата за самобитност и самостојност на македонскиот народ. Со својата вооружена борба, Македонија не станала силишка територија, туку напротив жешко подрачје за окупаторот и дала свој придонос во победата над фашизмот во Втората светска војна. Македонија и народно-ослободителната борба во Вардарска Македонија. По фашистичката агресија од страна на Германија и Бугарија и окупацијата на Југославија во 1941 година, Македонија повторно е поделена, овој пат помеѓу италијанскиот и бугарскиот окупатор. И пред 11 октомври 1941 година доаѓа до вооружен отпор против окупаторот. Така, на 8 септември Лазо Колевски убива бугарски стражар кај Богомилскиот тунел. Истиот ден во Скопје Боро Петрушевски убива бугарски фашистички војник, а на 7 октомври во Скопје извршен убит за убиство на агентот Мане Мачков, во кој загина Благоје Деспотовски, Шовел, а на 8 октомври Трајко Бошковски, Тарцан, пробивајќи се низ пријателскиот обраш во Прилеп, убива еден непријателски полицаец. Сепак, за почеток на востанието против фашизмот во Македонија се смета нападот кој Прилепскиот партизански одред Гоце Делчев го извршува во Прилеп на 11 октомври 1941 година. Во нападот учествуваат 16 партизани, распределени во 3 групи. Првата го напаѓа бугарскиот полициски участок, втората затворот, а третата има задача да ги прекине телефонските врски и електричната инсталација. Во првата група учествуваат Аспарух Јосифовски, командир, Душко Наумовски, Блаже Спирковски, Милан Димовски и Драган Спирковски. Во втората група биле Никола Поповски, командир, Мице Козар, Пецо Крстевски, Јонче Јаневски, Благоја Корубин и Душко Ристевски, а во третата група биле Мице Димевски, командир, Крсте Црвенковски, Коле Чашуле, Киро Кочовски и Киро Базарковски. Во акцијата на првата група бил убиен еден бугарски фашистички стражар од участокот во Прилеп. Потоа Аспарух Јосифовски фрлил бомба врз стражарницата. Меѓутоа, надвор се нашол уште еден војник и отворил оган врз групата и со тоа возможил стражарите да се извлечат. Потоа настанала вооружена престрелка, а групата успела да се извлечи по речното корито. Помеѓу партизанските наши немало загинати. Втората група нападот го започнала точно во 22 часот. Во предведението незабележна група се доближила до затворот и во моментот која е слушнало престрелката пред полициската станица по фрлената бомба јуришала на затворот. Од затворот било возвратено со оган. Откако било констатирано дека не може да се влезе во затворот, за да се ослободат затворениците, биле фрлени бомби, со што било возможено без губитоци групата се повлече по тесните улици. Третата група, со спојување на телефонските и електричните жици, успешно го прекинува телефонскиот сообраќај, за да не може воениот бугарски фашистички гарнизор во Прилеп да биде информиран за нападот. По извидените акции, сите 3 групи се повлекуваат без губитоци на зборното место наречено Средоточна вода. Во текот на ноќта, додека во градот се уште се слушаат стрели од огнено оружје. Според оптужницата на бугарскиот фашистички воен суд против учесниците на нападот на полициската станица, групата се обучувала во близина на марковите кули. Напаѓачите располагале со околу 10 пушки, со неколку бомби, со 300 до 400 куршуми, со леп и со други намирници. Во
оптужницата се вели дека во текот на нападот со 3 куршуми бил убиен стражарот Петар Дамев Колев во текот на извршувањето на стражарската должност. Стражарот Стојан Иванов Ѓорѓиев бил ранет во левата нога и во градниот кош пред полициската станица. Како резултат на отпорот кој бил даден, се вели во оптужницата, напаѓачите фрлиле рачна бомба која експлодирала, но не повредила никого. Действија има и во Куманово. На 12. октомври 1941 година во областа Студена Вода е формиран Кумановскиот козјачки партизански одред, а во областа Менкова Колиба Карадачкиот партизански одред. При првите судири со бугарската војска овие партизански одреди биле разбијани. Карадачкиот одред е разбиен на 14. октомври, а Козјачкиот одред на 17. октомври. Скопскиот партизански одред формиран веќе во август не зема учество во овие настани, бидејќи борците не биле известени. Иако активноста на овие први партизански одреди е скромна, таа представувала иницијална каписла за продолжување на борбата. Почитувани слушатели, да ги проследиме и вашите желби, честитки. Со песната Керко моја, на нашата сакана ќерка и сестра Клауи Додовска. И го честитаме 21-иот роден ден, исто и пожелуваме многу роден ден да си дочека, да си е здрава и жива и весела во незиниот млад понатамошен живот. И за свадба да и честитаме. Овие убави желби ги пожелуваат таткото Боби, мајката Енджела и братот Круз Додовски. Да ја слушнеме убавата песна. Ti ni otišla
Со песната Моме убаво на мојата сакана внука Клауи Додовска. Сакам од се срце да ја го честитам 21-иот роден ден, исто и пожелувам многу роден дени да се дочека успех во работата и незиниот понатамошен млад живот. И за свадба да ја честитам. Ова сето и го честита незината сакана баба Олга Додовска. Излажија моме мајка ти, слези долу до порти. Твојта лика моме убава, за мене така сара. Твојта лика моме убава, за мене така сара. Со песната Ти си за мене. Тетката Џули, тетино Џон, брачедите Џајкоб, Вила и Арија. И честита 21-иот роден ден на внуката и братучеда Клауи Додовска. Исто и пожелуваат многу роден ден да се дочека среќа да ја прати во незиниот млад живот, како и успех во работата и во младоста. Што поскоро за свадба да ја честитаме.
Почитувани слушатели, да проследиме нешто за празникот 11 октомври. По повод на овој празник во Република Македонија традиционално се доделуваат наградите 11 октомври за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности. Традиционално наградите се доделуваат во зградата на Македонското собрание, според законот на државните награди на Република Македонија. Со државната награда 11 октомври се оддава највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес. Државната награда се доделува на поединци, група, творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани од земјата. Под условите определени во конкурсот може да се доделат и на странски државјани, група творци, екипи, институции од странство. Во чест на празникот, грбот на општина Прилеп го има символот на востанието, могилата на непобедените. Поради големото значење на тој настан во македонската историја, многу училишта во Македонија го носат името 11 октомври. Основно училиште 11 октомври Куманово, Основно училиште 11 октомври Ново село, Основно училиште 11 октомври Урвич, Основно училиште 11 октомври Центар, како и многу други улици и јавни предпријатија. Најголемо предпријатие беше фабриката за автобуси ФАС 11 октомври од Скопје. Во Македонија импровизиран напад на участокот кој секоја година го организира АРМ заедно со граѓаните. Огномет во Прилеп на празникот поради самиот факт дека се работи за голем настан од македонската историја, низ државата се организираат разни свечености и прослави. Традиционално се одржуваат свечени концерти. Повеќе делегации од Македонското собрание положуваат свеќе на гробот на првиот председател на президиумот на АСНО Методија Антонов Ченто во паркот на Револуцијата во Прилеп, костурницата на нападните борци на Народно-ослободителната борба во Куманово. Во Прилеп секоја вечер спроти празникот се одржува традиционалниот импровизиран напад на градот како потсетување на историски настани од предвечерието на 11 октомври 1941 година. Во Прилеп постои меморијален музеј 11 октомври, во кој се изложени неколку стотици фотографии и значајни документи од Народно-ослободителната борба. Прилепскиот градски оркестар организира маршрута од центарот на градот кон могилата на непобедените, каде покрај движениот оркестар се организира и спектакуларен огномет. Посебна важност има и свечено положување цвеќе на партизанските гробишта во Скопје од страна на повеќе делегации на владата, на собранието на председателот на Македонија, на главниот одбор на Сојузот на борци на Македонија, делегации на Министерството за одбрана и Генерал-штабот на армијата и на град Скопје. Не изостанува и редовната свечена академија и обраќање на повеќе македонски државници и поранешни партизанци во домот на АРМ во Скопје. Исто така се изведуваат и крводадителски акции.
srce mi gole, što ubavo peš.
godina nespokoj donese, život od ovoj kadeli otide. Bezgrižno detstvo, ljubovno bekarstvo, godini zreli, noći neprespani. Bezgrižno detstvo, ljubovno bekarstvo, godini zreli, noći neprespani. Zar da ti kažem gotovo je sve, zar dojde vreme za zboguvanje, zar dojde vreme da izbrojime godini dolgi radosti gorčini, zar dojde vreme da izbrojime godini dolgi radosti gorčini. Besonni noći, more od spomeni, ljubov ta naša, nemirni ognovi, vetrovi doždoj, što li ne donese, ljubov ta vrela, da ja izgasnete. Vetrovi doždoj, što li ne donese, ljubov ta vrela, da ja izgasnete. Zar da ti kažem gotovo je sve, zar dojde vreme za zboguvanje, zar dojde vreme da izbrojime godini dolgi radosti gorčini, zar dojde vreme da izbrojime godini dolgi radosti gorčini. Zar da ti kažem gotovo je sve, zar dojde vreme za zboguvanje, zar dojde vreme da izbrojime godini dolgi radosti gorčini, zar dojde vreme da izbrojime godini dolgi radosti gorčini.
проследиме нешто и за здравието. Овие есенски намирници се одлични за вашето здравие. Ќе слабеете и ќе го зајакнете имунитетот. Есента е вистинско време да го зајакнете имунитетот, но и да ги намалите килограмите. Ви представуваме листа од есенски намирници што се одлични за вашето здравие, а при тоа ќе ви помогнат да се ослободите од вишоко килограми. Прво, јаболко. Се вели дека едно јаболко на ден ги задржува мастите далеку од вашето тело. Јаболкото е совршена ужинска во секое време од денот. Тоа содржи пектин, растителен желатин, кој е полн со влакна. Второ, киви. Кивито има само 46 калории, но содржи одлична комбинација на растителни влакна и вода која ќе ви обезбеди чувство на ситост. Ова овошје е важен извор на калиум кој го регулира крвниот притисок и е богато со фолна киселина и синтеза на протеини како и антиоксиданци. Шипки. Исто како и брусницата, калинките и малинките и шипките имат малку калории и се полни со витамин С. Кулинарските експерти препорачуваат да ги јадете шипките во комбинација со сезонска салата. Трето, мандарини. Мандарините се одлични разложувачи на масти, а имат многу малку калории. Тие се здрава ужинка, а може да ги јадете во комбинација на бадеми, мед и урми. Лесно се лупат, а содржат огромно количество на витамин С. Урмите. Урмите се здрава и нискокалорична храна и идеална замена за сладки. Тие содржат малку масти и протеини и големо количество на железо и диетални влакна кои се добар извор на антиоксиданци. Дуњи. Дуњите содржат витамин С, диетални влакна како и пектин и се одличен извор на антиоксиданци. Јадете испечени или свежи дуњи во комбинација со мед и ореви. Тиква. Тиквата содржи голема количина на влакна, калиум и витамин А. Јадете печена тиква или пак направете супа, пита или пире од ова вкусно есенско овошје. Семките од тиква се одлична ужинка, бидејќи содржат малку масти. Карфиол. Карфиолот може да го консумирате во големи количини, бидејќи содржи само 40 калории. Карфиолот е жранлив и содржи големи количини на влакна и е добар извор на калиум. Броколата. Брокулата е идеална храна, бидејќи не содржи масти, а содржи малку калциум и витамини А и С. Предноста на овој зеленчук е фактот дека може да го компонирате во секаков вид на храна и да го јадете свеж или обарен. Цимет. Иако цимет може да јадеме преку цела година, но одговара на овој период од годината. Циметот е полн со магнезиум, но и со влакна, калциум и железо. Го потиснува гладот, го намалува шеќерот во крвта и го контролира нивото на инсулин во метаболизмот. Ванила. Ванилата е одлична замена за шеќер. Овој зачин е нискокалоричен, засладувач и може да го искомбинирате во секако вид на овошје и сладки. Корен од ѓумбур. Ѓумбурот содржи калиум, бакар, магнезиум и манган, но и витамин С и B6, како и помали количини на пантотенска киселина и ниацин. Исто така една од состојките во ѓумбурот е жолтиот пигмент, куркумин, кој останува во дегестивниот трак и штити од полипи и рак на дебелото црево. Последно, костен. Костени содржат многу влакна и малку масти во споредба со другите јактасти плодови. Тие имат високо ниво на скроб и помагаат во намалување на холестеролот, се бори против ракот и помага во контрола на крвниот притисок. Прекумерната употреба на лекови за болка ја зголемува отпорноста кај бактериите
кон лекови. Прекумерна употреба и злоупотреба на парацетамол и ибупрофен придонесува за зајакнување на бактериите и со нив поврзаните болести, што ги прави поотпорни на антибиотици, а тоа пак би можело да предизвика сериозна здравствена криза. Во напис објавен во списанието Nature Antimicrobials, научници од Универзитетот на Јужна Австралија објавија дека тие два лека ја зајакнуваат отпорноста кај бактериите, кои што го опиша како светска закана за здравието на луѓето. Според истражувачите, нивниот труд обезбедува докази дека лековите кои служат за облажување на болка, комбинирани со антибиотикот ципрофлоксацин, например при лекување од бактериски инфекции, и што значително ја зголемуваат зачеснетоста на мутиците, туку и развиваат повеќократни отпорности на антибиотици кај бактериите. Антибиотиците долго време беа вклучни во борбата против заразни болести, но и нивната прекумерна употреба и злоупотреба доведува до глобално зголемување на бактериите отпорни на антибиотици, изјави една од авторите на научниот труд Рити Вентер. Антибиотиците долго време беа клучни во борбата против заразните болести, но нивната прекумерна употреба и злоупотреба доведува до зголемување на бактериите отпорни на антибиотици во телото. Авторите ги предупредуваат пациентите и лекарите внимателно да ги разгледуваат ризиците од користењето различни лекови, особено кога се препишуваат за долготрајни терапии. Откритието има сериозни здравствени импликации, предупредија научниците, при што лицата во домовите за стари и изнемоштени се особено загрозени, со оглед на тоа што најверојатно земат повеќе различни лекови во исто време. Да ги проследиме уште една соопштенијата. Се одржува концерт овде во нашиот Македонски културен центар Њукастел, и тоа во сабота на 1 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Од наша убава Македонија доаѓаат Имат, Немат, музичкото шоу со Жанко, Сања, Туше и Василија Петрова. Жанко е најдобриот хуморист. Сања и Василија Петрова, најпопуларните млади во последните години, како и Благојче Стојановски Туше, сите го знаеме овде и во Македонија, е незаменлив и најдобар. Цената за овој неповторили концерт е $50 по лице за возрастни, за деца до 12 години бесплатно, од 13 до 18 години плаќаат само $25. На овој концерт вечерта ќе настапи нашето друштво Стив Наумов, игрорната група. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела на 26 октомври. Како што знаеме, сите се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар, овде во Њукастел, секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек во вторник, јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.